Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Приспособувањето на секојдневниот живот може да биде тешко за лицата со болести на срцето. Тие имаат бројни прашања и дилеми. Смеат ли да јадат одреден тип на храна, да извршуваат одредена активност? Како нивното тело ќе се справи со секојдневниот стрес? Меѓу дилемите е и како ќе изгледа нивниот сексуален живот. Дали е тој завршен или пак ќе се одвива со нормално темпо? Дали редовната терапија може да доведе до губење на потенцијата? Смеат ли да се земаат одредени лекови за потенција? За сексуалното здравје и кардиоваскуларното здравје денеска зборуваме со доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Започуваме по рекламниот блок. Денеска ќе зборуваме за сексуалните активности кај лицата со болести на срцето со доктор Антонио Антовски, кардиолог од Градската општа болница 8 септември. Докторе, добре дојдовте во студиото на Телма. Денеска ќе ги опфатиме основните препораки, кои терапии всушност може да доведат до некаков проблем во аспектите разни на сексуалниот живот и слично. Па ќе започнем со тоа како сексуалниот живот влие врз работата на срцето. Тоа е една лесна до умерена физичка активност, која што доведува до забрзување на работата на срцето. Пулсот се забрзува до некои 130 удари во минута во просек. Се забрзува дишењето. Значи, една активност може да доведе и до зголемување на притисокот, и тоа да знаат нашите гледачи, до некои 160, па и до 170. Значи, збориме како нормална реакција на организмот и кај луѓе кои што немаат зголемен крвен притисок. Тоа се нормални физиолошки одговори на кардиоваскуларниот систем на физичката активност. Нешто што не е штетно, нешто што бараме или од сите нас да имаме физичка активност, точно да се забрза работата на срцето, дишењето, за да има позитивен ефект на кардиоваскуларното здравје. А се случуваат ли кардиоваскуларни настани, како што инфарктот или пак аритмијата на срцето за време на сексуалната активност? Чести ли се овие настани? Многу ретки, речиси невозможни. Јас ке се послужам со речникот на американците. Нивната статистика вели поголема е можноста да ви удри гром или да бидете каснати од ајкула, него ли да добиете инфаркт за време на сексуална активност. Зашто е тоа така? Затоа што тоа е физичка активност која што се споредува со едно брзо одење или качување по скали, 10 до 20 скали во еден здив. Они го споредуваат американците со голфот. Значи, голфот е една активност на воздух, со движење во природа, која што ја препорачуваат. Значи, тоа е една умерена физичка активност. Нормално, тој што ќе почувствува некакви проблеми здравствени при таква активност, тој е во ризик, дека можеби сексуалната активност кај него ќе доведе до некој проблем. Што се она што можеме да го прочитаме сладка смрт, што го нарекуваат? Па сега сладка. Видете, сексуалната активност е не само физичка, не е тоа само физичко задоволство, нели доведува до зацврснување на врската меѓу партнерите, психолошкиот момент, меѓутоа и покажува дека е многу позитивна за кардиоваскуларниот систем. Се споредува со фитнес, еден умерен, и доведува до значајни промени во организмот во смисол активирање на хормони, намалување на стресот, не знам, дури велат ја намалува и болката. Така да се насмееме тоа кога партнерот има главоболка, па тоа е причина да нема сексуална активност, не е причина, паѓа во вода, затоа што вели сексуалната активност дури ја лечи и главоболката. Ова е добро да се знае и да не се употребува како аргумент. Да не се употребува како аргумент против. Докторе, дали пациентите кои што имале некаков кардиоваскуларен настан, инфаркт или пак вградување стенти и слично, треба да зборуваат отворено со својот кардиолог за сите аспекти за поврзани со сексуалниот живот, веднаш по акутната фаза на болеста? За жал, не е тоа во нашиот случај.
нашиот менталитет, валја чувството на приватност или можеби сваќањето на сексуалниот живот доведува до тоа да пациентите ретко се осмелуваат да разговараат на таа тема, а од друга страна и докторите не ја почнуваат. Само тоа е реалноста. Официјалните препораки на америчките водечи е да токму докторот треба да го инициира разговорот. Кај секој пациент кој што имал некој поголем кардиоваскуларен настан, како инфаркт на срцето или можеби некоја срцева операција. Тоа е нормално да се разговара, затоа што кај пациентот кој што доживеал таков настан, се јавуваат бројни дилеми околу тоа каква е сега понатаму неговата здравствена состојба, каква е неговата способност во животот, меѓу другото и за сексуална активност. Тие дилеми, за жал, делуваат и на психолошкиот момент, кој што па допринесува, влие на потенцијата и кај мажите и кај жените. Бидејќи се помлади луѓе се соочуваат со кардиоваскуларни проблеми, многу е важно овој разговор да се иницира и точно да се информираат кои се препораките во однос на сексуалниот живот. И да започнеме со инфарктот. Оние лица што преживеале инфаркт, кога може да бидат сексуално активни? Колку време по настанот? Во принцип, 2 до 6 недели е периодот на опоравување. Збориме опоравување после инфаркт. Тоа зависи од тежината на инфарктот, колку била голема артеријата, колку дел од мускулот бил загрозен, не добивал дотур на крв, колку брзо е отворена артеријата, значи колку се успеало брзо да се реагира, да се постави стент. Од тоа ќе зависи какви се последиците на срцевиот мускул, какви се последиците на пумпната моќ на срцето. И затоа е дилемата дали ќе се причека 2, 3, 4 или 6 недели. Тоа треба докторот во разговор со пациентот да таа дилема ја отстрани, да се следи состојбата на болниот, а и во секој случај, значи после тој период, пациентот е способен за нормален сексуален живот. Значи не е прашањето дали, туку кога да се врати во нормална сексуална активност. Значи не дали, туку кога. Само тоа е во прашање. Во принцип, значи би требало да има ретки се нормален сексуален живот. Да, ретки се тие случаи каде што оштетувањето на срцевата пумпа е во толкова мера големо да доведува до слабост на пумпата. Во толкова мера да не е способен пациентот да се качи по скали 10 скали или 20 скали. Така. За да бидеме подобро разбрани, вака викаат, еве, водечите, јас ги цитирам, американците имаат за тоа водечи, Европското здружение нема. Затоа се повикувам на нив. Они велат дека ако пациентот е способен да се качи по скали, еве 20 скали, без при тоа да има болка, без при тоа да има тешкоти со дишењето, он е способен за сексуална активност. Значи, еве еден едноставен критериум. Но, вели сега уште еден момент. Сексуална активност во некои фамилиарни услови, позната средина, со познат партнер. Ако е тоа се случува во некоја средина која што не е фамилиарна, значи не е нешто што е вообичаено со непознат партнер, тогаш вика бидете спремни да се качите уште еден спрат скали погоре. Значи во тој случај стресот е поголем, така? Реалноста е таа. Стресот, адреналинот и сето тоа допринесува. Но се препорачува да се почне во позната средина. Значи се препорачува да после поминување на периодот на реконвалесценција, која што докторот е тој што треба да каже дали ќе биде 2 недели, дали ќе биде 6 недели, пациентот може да се врати во нормален сексуален живот. Значи не е важно дали во позната или непозната средина. Ова се препорачува во периодот кога се уште има дилеми. Значи кога се уште не знаеме дали е во полна здравје, во полна форма пациентот вратен за да нема проблеми. Доктора, се препорачува ли да се избегнуваат одредени пози? Може ли тие да бидат проблематични за срцето во однос на притисокот на градниот кош, да речеме? Да, во случај кога имаме операција, кога имаме интервенција, каде што е отварана, каде што е сечена градната коска, потребен е период за да зарасне, да зацврсти како што треба, не само раната,
туку и другите структури, коската, рскавицата. Повторно тоа е период од некои 8 недели и во тој случај се препорачува да не се директно оптеретува, да не се пренесува притисокот на градната коска, односно се препорачуваат пози каде што нема да има притисок врз градната коска, можеби и поголема активност на партнерот во тие недели, да речеме, кога се враќа во нормален сексуален живот. Но тоа не важи за оние што преживеале инфаркт. Не, апсолутно. Збориме, значи, кај што имаме операција, каде што имаме повреда на градната коска. А кога е безбедно да се почне со сексуална активност кај лицата кои што имаат вграден стент во срцето? Сега прашањето е дали збориме за пациент кој што прележал инфаркт или збориме за пациент со ангина пекторис, која што е препознаена на време, каде што е интервенирана со стент, кај што немаме оштетување на срцевиот мускул. Кај инфарктите веќе зборевме, периодот е 2 до 6 недели, период за да се врати во нормален физички режим, активност. Кај тие што се стентирани без инфаркт, тој период е значително пократок, затоа што тие немаат оштетување. Мускулот не страдал. Што е ангината? Ангината е состојба каде што кај пациентот се јавува болка заради несоодветен дотор на крв. Имаме стеснување на артерија која што не дозволува, например, при поголем физички напор да се зголеми доторот на крв и се манифестира со болка. Пациентот најчесто има болка. Сега, ако ние таа артерија ја отвориме, поставиме стен, воспоставиме нормална циркулација, пациентот веќе наредниот ден е 100% способен за било каква физичка активност. Значи може веднаш. Така е. Затоа велам, разликата е дали сме интервенирале на време и дали имаме оштетување на срцевиот мускул. А оние пациенти што имаат срцева слабост? Тие се сега друга категорија. Срцевата слабост подразбира дека пумпата нема доволно моќ да обезбеди соодветен дотор на крв во одредени ситуации. Па сега имаме пациенти кои што при поголем напор имаат проблем, пациенти кои што при секојдневните активности, например движењето од една во друга просторија му предизвикува напор. Имаме пациенти кои дури во мир имаат проблем со моќта на срцевата пумпа. Сега, во зависност од степенот на оштетување на пумпната моќ, може да има ограничување кај пациентите во однос на сексуалната активност. И во принцип, сите пациенти кои што имаат полесна форма на срцева слабост, која што се манифестира при поголем напор, се во целост способни за сексуална активност. А тоа се повеќето пациенти. Тие кои што има напредната срцева слабост, каде што буквално било каква активност им представува проблем и манифестира симптоми, тие се веќе лимитирани и ограничени и кај нив треба точно да се процени во колкава мера се способни за сексуална активност и тука веќе би играла улога позата, би играла улога активноста на партнерот поголема неголи пациентот што има срцева слабост. Ја споменавте проблемот кај пациентите со операција на срцето, односно дека одредени пози треба да се избегнуваат. Што друго советувате кај нив? Видете како кога ќе ве прашаат кога може тие да започнат со нормална сексуална активност? Значи периодот е тој. Дали зависи каква операција е направена? Независно. Операцијата не е тука во прашање дали е операција на крвните садови или операција на срцевите клапни, например, валвулите. Во прашање е сечењето на градната коска и потребното време за таа да зарасне, да се тие структури зацврснат. Затоа тие пациенти еден одреден период носат и појас, кој што ги лимитира во нивното движење, за да не предизвикува дразба, болка. И тоа е периодот до 8 недели, по кој период веќе тие структури се цврсти и веќе нема такви ограничувања. Значи, ограничувањата се во периодот на заздравување.
во тие 8 недели. А што е со лицата што имаат покачен крвен притисок? Споменавте дека и кај оние што имаат нормален крвен притисок при сексуалните активности доаѓа до покачување на притисокот. Така е, Што советувате кај нив? Зборуваме за пациенти со контролиран крвен притисок, значи кои што пијат редовно лекови, кои што притисокот е под контрола, тие се повторно, да речам, здрави и способни за сексуален живот. Затоа што лековите го контролираат притисокот. Ние очекуваме од лековите да го контролираат притисокот при многу поголема активност, физичка, неголи што е сексуалната активност. Ке се повторам, збориме за умерена физичка активност, брзо пешачење или возење на точак, одење по скали, значи активност за која е секој пациент што пие лекови за притисок и кај што е исконтролиран притисокот, способен. Не збориме за освојување на Монт Еверест, збориме за умерена физичка активност. Сега, проблемот е кај пациентите кај што не е контролиран притисокот, кај што имаме големи вредности на крвниот притисок, кои што се манифестираат со симптоми. Пациентите без добро контролиран притисок имаат главоболка, имаат гадење, може да имаат повраќање, може да имаат други манифестации од мозокот, од срцето, да убиваат градни болки. Тие што немаат контролиран крвен притисок, тие се во ризик. Од сексуална активност во ризик со било која активност. Физичка активност. Они знаат дека кога имаат такви моменти, они не се способни да функционираат. Било која секојдневна активност, не се способни да одат на работа. Имаме категорија боледување за пациенти кај кои што притисокот не е контролиран. Оставаме период да се исконтролира притисокот пред да биде он работоспособен. А може ли високиот крвен притисок да влијае на потенцијата? Притисокот не. Притисокот не, затоа што принципот е потенцијата во грото од случаевите. Во повеќето случаи е поврзана со артериосклерозата. Затоа што повторно е поврзана со циркулација, со крвните садови. Пациентите кои што имаат... што ги напаѓа сите крвни садови, всушност. И на срцето, низ телото може да проблеми со коронарните крвни садови, со каротидната, мозочната циркулација, може да имаат промени и на артеријата на пенисот. Значи, артериосклерозата доведува до намален дотур на крв. Ерекцијата е механизам на зголемен дотур на крв во половиот орган. Така да, не високиот притисок, меѓутоа артериосклерозата е таа што доведува до проблеми со потенцијата. Дали тоа значи дека проблемот со потенцијата треба сериозно да се свати? Ги Треба третирате да се ли помисли. пациентите како кардиоваскуларни болни пред да се исклучи овој проблем? Една од водечките причини е артериосклерозата. Секогаш треба прво на тоа да се помисли пред да се бара некоја друга причина за проблем со потенцијата. Така. А како редовната терапија? Од тука и терапијата за потенцијата. Многу препарати се базирани токму на вазодилатација, на ширење на крвните садови за зголемен дотур на крв и со тоа подобрување на еректилната функција. Ајде ги започнеме од препаратите за подобрување на потенцијата. Дали смеат овие препарати да ги користат лицата со некаква кардиоваскуларна болест? Повеќето да. Повеќето да. Значи, пациенти кои што прележале инфаркт, ако проблемот е решен соодветно со стент или со хируршка операција, може да користат такви препарати, затоа што тоа се лекови кои што доведуваат до ширење на крвните садови. Лековите кои што делуваат, има лекови, група на лекови кои користиме за контрола на крвниот притисок, кои исто така ги шират крвните садови. Тоа е механизмот на дејство. Сега има исклучок. Пациентите со коронарна болест кои што користат нитрати. Тоа е една група на лекови кои што исто така делуваат како вазодилататори, ги шират крвните садови. Нитроглицеринот? Нитроглицеринот е популарно кажан. Они заедно со лековите кои што делуваат на потенцијата, како што е виаграта, евесиделанидот, може да имаат
како да речем, да си го надополнат ефектот, да дојде до пад на притисокот или редистрибуција на крвта во места кај што е влошен крвотокот, да се јави недостаток на крвоток и затоа кај тие пациенти не се препорачува употреба на овие лекови за потенција. Значи, ако користат нитрати. Тоа е единствена ситуација. Сите други може да користат. И има една група на лекови кои што уролозите ги препишуваат во третман на проблеми со простатата. Кај мажите што имаат проблем со мокрењето заради зголемена простата. Тоа се алфа-блокаторите. И тие слично како нитратите може да го потенцираат ефектот на виаграта и да предизвикаат проблем. Затоа тие пациенти што ги користат овие лекови предходно треба да се консултираат со кардиолог. Значи да не земаат на своја рака. Да не земаат на своја рака, туку да се други методи применат за подобрување на потенцијата. А може ли да направат овие лекови, односно препарати, проблем доколку се земаат често? Не, затоа што препаратот има одреден период на дејство. Значи, по престанокот на дејството, ефектот на лекот се губи. Значи, нема проблем колку често ќе се зема лекот или колку често ќе биде сексуалната активност. Проблемот е само дали пациентот е доволно здрав, рехабилитиран, за да продолжи со сексуалната активност. Инаку статистиките велат дека почеста сексуална активност подобро здравје. Подобро здравје, кардиоваскуларно и друго, не само кардиоваскуларно. Тие пациенти, мажите, например, помалку имаат проблеми со простатата, ако имаат активен сексуален живот. Да, редовен сексуален живот. Значи, хипертрофија на простата, дури карцином на простата, е во помал процент застапен ако е сексуалниот живот редовен. Ќе се задржам уште малку на лековите за потенција, конкретно и за виаграта и лековите од таа група, доколку некој зема редовно, а не знае дека има некој кардиоваскуларен проблем. Може ли да се случи да дојде до потенцирање на болеста во тие моменти? Теоретски да. Ако имаме пациент со коронарна болест, кој што не е свесен за проблемот. Да, не е свесен за проблемот, можеби немал симптоми, да, не е се манифестирало, па во одреден момент кога ќе напредне болеста во толкава мера да земањето на виаграта го потенцира ефектот. Јас ќе повторам, ги шири крвните садови, меѓутоа може да доведе до намалување на крвниот притисок и редистрибуција на крвта. Проблемот е таму кај што имаме стеснување на артеријата, при користење на вакви лекови што ги шират крвните садови, може да доведе до пренасочување на крвта во здравите артерии, затоа што тие имаат капацитет да се прошират. Крвта да се редистрибуира, да појде во здравите артерии, а болната артерија која што е веќе стеснета, не може да обезбеди зголемување на доторот, туку заради пренасочување на крвта во здравите артерии, во болната артерија дополнително ќе се намали доторот на крв и може тогаш да се манифестираат симптоми. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања, почитувани од овој момент. Емисијата е контактна. Доктор Антонио Антовски, кардиолог, ќе даде појаснувања на сите ваши дилеми. Докторе, што е со редовната терапија, која што ја земаат лицата со кардиоваскуларни болести и настани, за кои што коментиравме пред малку, дали и самата терапија понекогаш може да доведе до намалување на потенцијата, па и либидото кај жените, не само кај мажите? Треба прво да се исклучи психолошкиот момент. Има лекови, една група на лекови, бета-блокатори, кои што покажаа дека може да делуваат на еректилна дисфункција, да намалат еректилноста, но е многу ретко. Сега моментот е кога пациентот ќе прочита во упатството на лекот дека е можен таков несакан ефект и кога ќе се јави сомнежот, дилемата дали тоа се случува и кај него, и тука се јавува веќе проблем
кои што доведува дури до тоа да пациентот не соработува, не го пие лекот. Проблемот е кога он тоа не го пријавува, затоа што очекуваме дека тој лек го пие, даден е со одредена намена, протекција. А тој на своја рака одлучил да не го зема токму поради оваа причина? А он се одлучил да го прекине лекот. По таа причина е важно да се разговара со пациентот и да му се каже дека лекот многу ретко може да има таков ефект. И ако се сомнева на таков ефект, да го тоа пријави. За да може или да провериме дали е лекот проблематичен за тој пациент, или па да го замениме со лек кој што нема да даде таков проблем. Новите бета-блокатори се вазодилататори. Значи ги шират крвните садови. Крвните садови, малте не делуваат како виаграта. Така да, ова е карактеристика на некои постари препарати од минатиот век, од пред 50 на години, кои што се повеќе ги заменуваме со новите препарати, сега се уште се користат за одредени состојби, посебно за аритмиите, во контрола на аритмиите, кај што се користат се уште затоа што покажуваат добри резултати. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Да го слушнеме првото прашање. Ало? Добар ден, во програма сте. Добар ден. Имам едно прашање до докторот. Повелете. Имам 67 години. Така. Од пред неколку месеци забележав дека нискиот крвен притисок ми се движи меѓу 90 и 100. Високиот е во ред, а нискиот меѓу 90 и 100. За совет молам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да советувате? Па видете сега, тоа е зголемен крвен притисок. До 90 е горна граница каде што велиме дека е нормален притисок. Совет за пациентката, прашање дали пие лекови пациентката за притисок, можеби до сега немало потреба, ама сега господјо имате потреба, значи од некоја доза на лек, затоа што лесно ви е зголемен. И сега рековте големиот не ви е зголемен, ама не знаеме што е тоа. Не е зголемен, затоа што нашата балканска формула кај што се собираат годините со 100, па велиме ако пациентот има 70 години, нормален е да има 170 крвен притисок. Значи тоа не важи. Кои се сега Препорачани препаратите? вредности се 140 со 90 е горна граница. Велиме високо нормален притисок. Идеално би било да биде 130 со 80 или 120 со 80. Но 140 со 90 велиме е задоволува под контрола притисок. Значи да се направи еден преглед. Господјата треба да се прегледа и ако нема терапија за притисок, евентуално да се отпочне со некој лек. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање до докторот. Повелете. Вака, јас сум 70 години. Преко ноќта срцето ми лупа, како да ти кажам, нон-стоп. Али, нека ќе се намали. Али синојка, пред да легнем, едно 4-5 пати толку јако чукаше, од 4-5 пати, така тури страшно беше и прекина. Притисокот ми варира, некад отиде до 160, некад ми дојде поснисак, со терапија сам скоприл комбо 20,5, па ќе ве моламе да совет до доктора што може синошњето толку лупање да имам проблем. Ќе ве молам одговор. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Од што може ова да се случи? Пациентката кажува за нешто ново, како што сватив, нешто што не се случувало претходно. Може би е некоја аритмија, господјо, велите срцето тропало брзо, колку што сватив тоа пократко делувало, сега не знам колку долго траело, меѓутоа може би е само забрзана правилна работа на срцето. Ако се повторува и ако трае подолго, ово е во првата здравствена установа да појдете да ви се направи ЕКГ и да видиме за што точно станува збор. Лековите што ги пие господјата немаат потенцијал да ја контролираат срцевата фреквенција, така да ако ова се повторува, ќе има потреба од некој плюс лек во терапија, ќе мора да се консултира со својот доктор, евентуално ако има потреба со кардиолог. Уште двајца гледачи очекуваат вклучување. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Сакам нешто до докторот да кажам.
Пред повеќе години сум правена операција у Филип II. На срцето. Байпас сум правена. Од тогај пијам 3 пати ми ги менат апчињата, а сега пијам притисокот ми секогаш висок. Малио насабале ми е 110, големио ми е до 190. А преку дента малио го намалам до 100, а големио висок још е притисок намалам го 180 така. А пијам многу апчиња, премногу пијам апчиња. Над 10 врсти пијам таблети. Така, и покрај таблетите, и покрај терапијата имате нерегулиран притисок, колку што разбрав. Претпоставам дека прашањето се однесува за тоа, така? Што може да се преземе за да се нормализира состојбата? За жал нема нешто такво како премногу лекови. Аха, нема премногу. Работата е дали тие лекови се ефикасни. Да. Во случајот господјата има коронарна болест која што е решавана хируршки со байпас хирургија. Има висок притисок. Сега не знаеме дали има некои други проблеми, можеби со шекерот, можеби со аритми. Така да од таа причина има повеќе лекови, меѓутоа притисокот е висок, не е контролиран. Малиот притисок рече дека е 110, високиот е 180. Господјо, притисокот не ви е добар, сте во ризик од здравствени проблеми од страна на кардиоваскуларниот систем, така да треба да се обратите, да се коригира терапијата, дали може би дозите да се сменат или да се сменат лековите. Треба притисокот, реков, да не биде повеќе од 140 со 90. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Фала. Сакам да ти поздравам докторот. И тебе, среќен празник. Се извинувам, не ве слушам. Среќен празник, рековте, ви посакувам Да. и вам се најубаво, така? Повелете. Јас сум пациентот на докторот. Фала на доктор ме помага. Можете да разберете? Се извинувам, но имаме проблем, не можеме да ве слушнеме јасно. Еве уште еден обид. Накратко кажете го вашиот проблем, бидејќи имаме проблем со линијата. Не ве слушаме добро. Ја имам 5 недели со без кај докторот. Кај докторот бев. Пред 5 недели сте биле кај мене, добро? Сега немам термин да идам на контрола. Аха, тоа ви е ваш проблем од термин за контрола. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, тешко ли се наоѓа термин кај Тешко вас? е, за жал, тешко е. Термините се пополнети. Јас прегледувам и пациенти што немаат термин, али колку можам да стигнам Така. во работното време. Евентуално господјата може да се обиде да телефонски да ме контактира па да договориме некој термин така. за да може да се направи контрола. Уште еден гледач, ако не се лажам, добив знак дека сака да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овака, приликом ЕКГ преглед, установено беше дека имам запушено десна грана. Мојот матичен лекар ми рече не е ништо опасно, али покасно веќе почна да ми трпне раката и плешка. Отидов побаров на кардиологија во Скопје на клинички центар, ми беше снимано и отпушено десната грана. И сега ми препишал за контролирање на претисокот, пипресо, алмопредин, лосартан, дури 3 сорти напчини за притисок да ги пија. Фала Богу, и по некој пат и за мокрење ако имам нешто повише од притисок. Пред 3 дена не верувам во овие домашни мери, отидов на лекар, пријатели. 130 со 80, јас сум бајджи габаритен човек, не скоро 200 км и 90. Дали има потреба сега пак понатаму да наставам со овие 3 сорти напчиња против притисокот да се намалува, бидејќи веќе 130 со 80, да ако прекинам дали пак ќе почнува да се качува или нема да се качува. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето. Што советувате? Па вака сега, принципот е кога имаме ефикасна контрола на притисокот со некои лекови, најдобро е да не се менуваат, да не се намалуваат дозите. А рамнотежата може лесно да се наруши, да се поремети, а после тоа
и да се вратат истите дози, господине, истите лекови, не значи дека повторно ќе имаме ефикасна контрола на притисокот. Така да најдобро е да си ги пиете лековите и очигледно состојбата ви е добра, под контрола. Ние продолжуваме на темата на која што пред малку говоревме, а тоа е сексуалната активност и пациентите кои што имаат некакви срцеви заболувања. Ја коментиравме редовната терапија, која што понекогаш може да доведе до намалување на потенцијата. Ги споминавте бета-блокаторите, но што е со диуретиците? Еве сега пред малку слушнавме дека пациенти земаат и диуретици. Дали тие може да влијаат врз потенцијата? Може да влијаат ако не се соодветно дозирани. Диуретикот е лек кој што доведува до зголемено исфрлање на течноста од организмот. Тоа е во принцип лек кој што го користиме кај пациентите со срцева слабост. Кај нив, заради слабост на пумпата, дел од течноста се задржува во ткивата. Кој е механизмот? Срцето е пумпа што ја префрла крвта од едната на другата страна. Крвта се враќа преку вените во срцето, од каде што се испраќа во белите дробови да се збогати со кислород, во цревата да се богати со хранливи материи и после таа артеријска крв се носи до сите клетки за да се нахранат, да се снабдат со кислород. Сега тоа е кај нормално здраво срце. Кај болно срце може да заостанува дел од течноста во ткивата, се уват отоци. Ние диуретиците ги даваме за да се исфрли таа течност. Проблемот настанува кога со прекумерна диуретска терапија доведуваме до дехидрираност на организмот. Намалена количина на течност во организмот. И тоа е нездрава состојба. Нормално клетката има потреба од доволна количина на вода, на течност, за да се одвиваат сите процеси на размена, за нормално да функционира клетката. Ако имаме деплеција, намален волумен циркулирачки во крвните садови, не само доведува до намалување на крвниот притисок, доведува до намалено крвоснабдување. Затоа имаме намалување на еректилната моќ, на потенцијата. Заради деплеција, намален циркулирачки волумен. Диуретиците се лекови кои што се прави грешка и се користат, како што кажа пациентот, за третман на хипертензија, на зголемен крвен притисок. Ние имаме многу други лекови кои што делуваат на друг начин, преку други механизми на крвниот притисок. Диуретикот ни е избор за нешто друго, за срцева слабост, не за хипертензија. Така, кога има задршка, како што споменавте, споменавте, имаме задршка на течност, а не ние сега за да го намалиме притисокот. Да, во акутни состојби, кај што имаме пациенти, притисокот му е многу висок, симптоми има, главоболки, повраќа, треба веднаш да се веднаш да се смали, да, тогаш може да дадеме и диуретик, затоа што брзо ќе го намали притисокот. Ама не во редовна терапија, не во редовна хронична терапија. А дали самата болест на срцето доведува до намалување на потенцијата, односно до еректилна дисфункција? Да. Повторно, срцевата слабост. Заради намалената пумпна моќ се намалува дистрибуцијата, односно снабдувањето. Ајде да се повториме. При сексуалната активност, нормално, за да имаме нормална функција, сексуална, потребно е да дојде до забрзување на срцевата работа. Затоа што зголемената срцева работа обезбедува зголемен дотор на крв. Тоа се нормални механизми. За да зголеми доторот на крв, организмот преку забрзана срцева работа испумпува повеќе крв, повеќе ја движи. Тоа обезбедува зголемен дотор на крв, размена на материи, или кислород, хранливи материи, за да функционираат клетките, за да функционираат органите. Тоа е случај кај пациентите со тешка форма на срцева слабост, каде што таква активност срцето не може да одговори. Така. А дали е здрава сексуалната активност и за повозрасните лица, односно за лицата кои што се во поодминати години? А сега граници јас нема, колку што знам,
граница е сексуалната моќ, потенцијата. Инаку сексуалната активност е корисна од повеќе аспекти. Не само како чин на, не знам, физичко задоволство, меѓутоа преку други моменти, психолошки и ослободување на хормони, намалување на стрес, подобрување на циркулација. Значи, уредниот сексуален живот е здрав за целото тело? Дефинитивно. Дефинитивно и за секого е здрав, освен за ретки Исклучоци кои што споменавте. Имаат во толкова мера здравствени проблеми да не можат тоа да го практикуваат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ме интересира до доктора за едно прашање. Така. Пред 2 години кај него бев во државна болница, пестендиран со 2 стена имав. Имав 90% 2 артерии запушено и третото ми беше 100%. Таа 100% не може да се вгради стен, ама потоа ми рекоа за байпас операција, ми се подобри ситуацијата и сега кај докторот што ми е матичен, нема потреба, вика, сега 2 стена и вика и нема проблем, вика. Со терапијата, оваа терапија ќе си ја земаш, а контрола немам отидено затоа што не можам да добијам термин никако. Па сега ви интересира дали со оваа состојба можете така да ситирате со лекови или пак е потребна контрола и да се направи некаква интервенција. Ви благодарам за вклучувањето во денешната тема амбуланта. Докторе, што советувате? Кај господинот е интервенирано на 2 артерии, како што разбрав, а има запушена трета. Тоа е состојба која што најчесто препорачуваме байпас хирургија, меѓутоа во почеток, господине. Кога имаме 3 болни артерии, можеби најдобро решение е хируршка реваскуларизација, посебно кај што не можеме да обезбедиме целосно решавање на проблемот, како во вашиот случај. Од некоја причина кај вас е одлучено поинаку. 2 артерии се решени со стентови отворени, воспоставен нормален крвоток, во третиот не може да се интервенира, предпоставуваме или долга, или лезијата е толку стара што не може да се пробие. Не гледам потреба од байпас хирургија ако немате симптоми. Можеби другите 2 артерии обезбедуваат соодветно крвоток преку нивните гранки во тој дел од мускулот што е снабдуван од запушената артерија. И во вашиот случај медикаментите, таблетите, лековите се доволни и нема потреба од байпас хирургија. Само во случај ако лековите не се доволни, ако пациентот има симптоми кои што би одговарале на делот од мускулот што се снабдува преку таа запушена артерија, само тогаш има потреба логика од хируршко решавање. Докторе, како што видовме во денешната емисија, не добивме ниту едно прашање поврзано со темата на кое што говориме. Во ординацијата, исто така, сигурна сум дека ретко со вас говорат пациентите за разните аспекти од сексуалниот живот по одредена операција на срце или пак некаква болест, некаков настан. Значи, еве, сосема на крајот денешната тема амбуланта, совет до сите оние кои што минале низ некоја кардиоваскуларна болест. Да разговараат на оваа тема со својот кардиолог. За сите дилеми да разговараат со својот доктор, затоа што малтене сите после вакви настани, поврзани со срцевиот мускул, се способни за нормален сексуален живот. Малтене сите. Прашањето е само кога да се вратат во нормална сексуална активност. Не треба да им представува проблем да разговараат, значи не е тоа нарушување на приватноста. Може би треба ли и партнерот да дојде, бидејќи понекогаш и партнерот чувствува притисок, како сето тоа ќе изгледа? Не може би, него верувам дека во повеќето случаи и партнерот е во дилема, и он има сомнежи, и он има страв, што после таков голем настан, срцето е во прашање, дали е физичката способност набалена, дали е животниот век променет.
се интересираат каква храна понатаму, водност на алкохол, Колкава да физичка кажеме и тоа, активност. значи се препорачува да не се прејадуваат не многу алкохол Значи пред треба се сексуална внимава и активност. што да се Како и кај практикува секој, пред како и самиот кај сексуален чин. Како и кај здрав човек, така и кај пациент кој што веќе има проблеми со срцето. Не треба да се прејадува пред сексуална активност или да биде предозиран со алкохол. Тоа е нормално, може да влие и врз потенцијата и врз сексуалната моќ на обата партнери. А во однос на дилемите треба секогаш да ги расчистат, затоа што и психолошкиот момент може да им прави проблем. Да немаат реално проблем, освен психолошкиот момент. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за темата што одбравте да ја обработиме во денешната Тилма амбуланта, која што се уште би рекла е на некој начин табу тема, иако директно е поврзана со здравието. Фала и на вас на поканата. Се надевам дека ќе допринесеме тие дилеми да се расчистат. Да се разрешат. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Имајте пријатен ден.